Во продолжение следуваат минути за меѓународната сцена. Со мене во студиото е колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Од информациите од светот кои што можев јас утрово да ги прелистам, неколку ми оставија впечаток, а тоа е САД и Русија се договорија да го контролираат оружјето. Што тоа ќе значи? Се договорија да седнат повторно на преговарачка маса и да се обидат да се договорат како би го контролирале вооружувањето во светот. Се работи за договорот Старт 1 и Старт 2, постигнат 1988, кога тогашната американска администрација и тогашниот руски председател, односно председател се водеше на Советскиот сојуз Михаил Горбачов, се договорија да се контролира производството и распоредувањето на нуклеарното оружје. Меѓутоа, во меѓувреме, со доаѓањето на новата администрација на Доналд Трамп, и самиот Доналд Трамп во својот стил минатата година се повлече тој договор. Причина за тоа е бидејќи во договорот Русија и САД, односно Советскиот сојуз тогашен и САД, не е опфатена Кина. Имено 30 години подоцна се сменија односите во светот, немаме веќе две суперсили. Тој договор е правен врз основа на тогашните политички услови и состојби во светот, кога имаше две суперсили пред и таа железна завеса, тогашниот Советски сојуз и Соединетите американски држави. Ке потсетам, тогаш Кина не беше речи се никаква воена суперсила светска, но сега 30 години подоцна Советскиот сојуз го нема, останува Русија како наследничка на тој договор и Соединетите американски држави. Сега Трамп вели, џабе се договараме ние и русите, кога имаме уште една суперсила, сакале да признаат американците или не, која не е опфатена со ова нуклеарно оружје. Ке потсетам, во светот има 6 нуклеарни сили, тука се покрај Русија и САД, Кина, тука е Пакистан, тука е Индија, тука е Израел. Тие не се опфатени во овој договор и сега Трамп бара, но него не му пречи ниту Израел, не му пречи ниту Индија, туку му пречи Кина, па оттаму ќе седне на преговарачка маса за контрола на вооружувањето само доколку и Пекинг седне на преговарачка маса. Тука има уште една информација, односно кога станува збор за Трамп, мислам дека сите информации се интересни, тој како да има како да практикува комуникација со останатите светски лидери преку Твитер. Имено вчера твитна до Иран, односно им понуди нов договор за нуклеарното вооружување, кој што пак тие од друга страна го примија со резерва, рекоа дека начинот на кој што он го нуди ново решение за нуклеарен договор меѓу Соединетите американски држави и Иран не е преку Твитер, односно дека ќе мора да седнат на преговарачка маса. Освен Твитерот, тука е малку и би рекол контрадикторна неговата понуда, ако се земе во предвид дека Иран и негира, но и е докажано дека не поседува нуклеарно оружје. Иран поседува центрифуги со кои би можел да произведе нуклеарни боеви глави, но се уште не поседува нуклеарно оружје. Нешто што администрацијата на Трамп не сака да го прифати или не им верува на Иран, од друга страна Иран вистински се обидува да објасни дека нема. Да, тоа е држава кој би можел во брзо време да произведе нуклеарно оружје, но за сега го нема, ги има само центрифугите, па ќе потсетам дека во минатото американската администрација едно од санкциите за каните кон Иран ги пласираше дека првично беше дека има нуклеарно оружје, сега дека има центрифуги за производство на нуклеарно оружје. Ке потсетам и претходната администрација републиканска пред се, значи пред Обама на Џорџ Буш помладиот, ги стави Ирак, Иран и Северна Кореја како земји од оска на злото. Што значеше тоа за Буш и за неговата администрација? Дека тоа се три држави кои поседуваат нуклеарно оружје, а чии председатели се наречени диктатори, кои се според американските услови непресметливи, може да го загрозат светскиот мир. Па така ја направи првата воена инвазија, ке потсетам 2002 година врз Ирак, уривајќи го тогашниот диктатор за американците, лидер за ирачаните Садам Хусейн, под обвинение дека има биолошко, хемиско и нуклеарно оружје. Откако се искрца американците таму, откако се направи, би рекол, еден вид на хаос у таа држава, го урна Садам Хусейн, подоцна го фати и го погубија, се докаже дека барем Обединетите нации и нивните инспектори таму покрај обемните истраги не успеа да пронајдат докази и трагови дека Садам Хусейн поседува нуклеарно оружје, па оттаму и таа приказна некако се заташка, ако се земе во предвид дека практично џабе беше нападнат Ирак и џабе беше урнат тогашниот режим, што сега 15 години подоцна гледаме дека остави огромен хаос во Ирак. Ирак претходно под Садам Хусейн барем за ирачаните беше една средено општество. Доаѓањето на новата републиканска администрација пред се на Доналд
Доналд Трамп, тој се обиде веднаш со неговата, да ја продолжи на, би рекол, републиканска реторика, да се обиде да се конфронтира со Иран и Северна Кореја. Ке подсетам, почна со Иран, тука запра, не успеа заканите, прво беа заканите да не произведуваат нуклеарно оружје, потоа беа заканите да ги земат центрифугите за производство на нуклеарно оружје и да се транспортираат во Соединетите Американски држави, што Иран нормално го одби. Тука имаме една заливска криза и втората беше со Северна Кореја, која се игра топло-ладно, каде што Доналд Трамп од заканите дека ќе ја нападне Северна Кореја и ќе го урне тамошниот диктатор Ким Јонг Ун, дојдоа до две историски средби во Виетнам, ке подсетам минатата година, каде што речиси се договорија дека се пријатели, зборувам за САД и Северна Кореја, за година дена подоцна да биде статус кво, да се затешка таа цела приказна. Последните информации од Северна Кореја е дека по исчезнувањето на Ким Джонг Ун. Сакам да те прашам дали има нови информации. Па новите информации е дека тој повторно, откако исчезна и откако се појави дека е жив и толку, од пред 3 дена повторно се појави во јавноста. А што укажуваше дека нешто се случува, па имаме утринава нова вест дека доаѓа до заладување на односите помеѓу Северна Кореја и Јужна Кореја. Значи, оние односи кои траат од 1953 година заладени, во Јужна Кореја се распоредени 70.000 американски војници, кои нели Трамп вели дека се пријатели со Северна Кореја, но се зголемуваат тензиите, бидејќи Северна Кореја, комунистичкиот режим и Ким Джонг Ун, откако се појави завчера, ја обвини Јужна Кореја дека им дава на дисидентите во демилитаризираната зона, избеглиците од Северна Кореја да расфрлаат флаери. Мене ми е малку смешната информација во 21. век, флаери некој да дава на нели како средство на пропаганда, па оттаму се затегнати толку односите да телефонската линија за преговори помеѓу северот и југот од утринава е прекината, што укажува дека можеби во на Корејскиот полуостров повторно може да дојде до некоја криза, да очекуваме да видиме што ќе твитне Трамп денес. Ако твитне, и ќе подсетам само на крај дека токму тој твитер кој беше главното оружје и главното средство за комуникација и упатување пораки од страна на Доналд Трамп, се конфронтираше со Трамп пред една недела, па дури почна нели и да му ги цензурира изјавите, бидејќи Твитер сметаше дека се премногу, би рекол, ајде, неумерени, заканувачки кон некои работи што можат многу да влијат врз односите во светот воопшто. Ја уште една информација која што секако е многу актуелна и во светот и кај нас, а тоа е коронавирусот. Русија, како трета земја со најголем број на жртви во светот и најголем број на заразени, најави дека ќе ги отвора границите. Македонија е зафатена од втор бран, Балканот како да ги затвора границите за нашата држава, не како да ги затвора, туку ги затвора границите за нашата држава. И уште една информација што се случува околу договорот Белград и Косово. Вучич најави дека очекува понуда, да видиме што се случува на тој план, на тоа план. Што се однесе до коронавирусот, морам да признам дека јас како граѓанин сум доста збунет, не сме ние доволно ниту едуцирани, ниту упатени што се случува, дали е ова прв бран, дали е ова втор бран, дали завршил првиот бран, постои ли коронавирус, нели постои, има многу теории на заговор. Она што е впечаток е дека светот очигледно или не знае, или не успева да се договори што се случува со коронавирусот. Ова што се случи кај нас е последица на тој однос, но она што се случува во суперсилите кои и високо развиените држави, па и светските суперсили, ме збунува особено, бидејќи ми се чини дека од нив требаше да видиме како треба една држава да се справи со нив. Контрадикторно е една држава со 165 милиони како што е Русија, каде што сигурно нема никаква контрола на ова, да прогласи дека е тоа крај на коронавирусот, да ги отвора границите. Како што и ми остана дилемата што се случува со една Индија, држава од милиарда жители, држава во која живее секаков тип на население и држава која според Светската здравствена организација, според епидемиолозите и од наша општа култура е држава каде што ги има сите можни заразни болести на светов, па дури можеби некои што не ги знаеме. Нема информација што се случува со коронавирусот. Такви дилеми имавме и околу Бразил, па се појави подоцна дека Латинска Америка, односно Јужна Америка и Бразил ќе бидат и се епицентарот на коронавирусот во светот. Не знам што ќе се случува, дали е ова крај на првиот бран, дали е ова почеток на втор бран, но сигурно дека со отварањето на границите ќе се отвори и зголемување
зголемувањето на бројот на пациентите. Што се однесува до односите Белград и Приштина, дојде нова влада во Приштина, како што и вчера информиравме, тамошниот нов премиер Хоти, кој доаѓа од партијата на Демократска партија на Косово, од поранешниот нивна легенда и лидер Ибрахим Ругова, веднаш ги укина мерките за реципроцитет кон српските производи што доаѓаат на Косово, што беше порака кон меѓународната заедница или на американската администрација која е посредник во овие преговори, дека Косово е подготвено да седне на преговарачка маса. Што се однесува до Белград, Белград сега е во очекување да го прими засилениот притисок, еве Приштина направи исчекор, да видиме што ќе биде исчекорот на Белград. Ке потсетам, Белград не ќе да седне на преговарачка маса со Приштина поради мерките на реципроцитет. Да. Од друга страна, Приштина замераше на Белград дека српската дипломатија го блокира Косово за влез во меѓународните институции пред се Интерпол, но и започнал би рекол, офанзива на лобирање за отповикување на државите кои го признале Косово. Односот во моментот е 90 држави го признаваат, 96 не го признаваат во Обединетите нации. Косово бара од Белград да ја прекине таа офанзива, а Белград бараше од Косово да ги укине реципроцитетот. Се чини дека специјалниот пратеник на Доналд Трамп Ричард Гренел, кој е во регионот, очигледно го започнал тој процес, како што и најавувавме, на постигнување на компромиси, на поставување на двете страни на преговарачка маса и конечно тие две страни да се договорат како ќе го решат идниот статус на Косово. Се разбира некој друго издание на утренска брифинг зборуваме и кои се опциите. Има неколку опции од раздружување и физичко размена на територии до компромис да влезат двете држави во Европската унија и така да се избришат меѓу нив граници. Ќе останеме да следиме да видиме што ќе се случува понатаму. Дејане, како и секогаш и денеска ти исцрпен во твојата анализа, особено кога станува. Има материјал во светот многу. Да, збор за вестите од светот.